praznale najljubavite zelki v okolinava. I zato jaz tega, ki napravam jedna uobičajena oblikovka.
Па може би ќе најдеме нешто. Да, да одиме, ајде. Здраво, птици! Како сте? Здраво, Страшило, добро сме. А има ли некаков проблем што повторно дојдовте овде? Не, нема никаков проблем. Само дојдовме да побараме, дојдовме да провериме дали добро ги чува зелкиве. Се разбира дека добро ги чувам. Еве, погледнете, ни една не фали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, навистина нито едена не фали. Кога ви велам дека се е во ред. Добро, добро. Ајде, сестро, да видиме на други ден. Птици! Што е сега? Што сакаш? Кажете и на вештерката. На кого? Увај на газдарицата да не се грижи за зелкиве. Јас многу добро. Добро, добро. Знаеш, сестро, дека јас не му верувам на Страшило. Јас не му верувам. Па ајде малку да го наблюдуваме. Морам со овие да бидам многу предпазлив, бидејќи се големи шпиони. Не смеам да ти дадам силка. Бидејќи ако ме види господарката, може повторно да ме претвори во Страшило од слам. Ама ти се много, да земам само една силка. Ти знаеш, кога жена не треба седем судови. Затоа ти се много, да земам. Ниту еден лист, а камоли зелка. Бегај од овде! Ама... Нема ама, бегај од тука! Погрешно се сомневавме во Страшило. Да, сестро, гледаш дека Страшилото добро си извршува задачата. Ајде малку да дремнеме. Вие слабата спиете, јас ке чувам здрави. А значи ме набљудувале. Добро го изведов планот за човек.
не. Кој да биде тоа само? Господјо, газдарице злобна. Молам? Што рече? Ах, мори, сестро, немој да грешиш. Господица, не Господја. Кажи, затоа што ако уште еднаш погреши, ќе ја претворам во жаба. Цел живот да живее во бара. Разбирам, господице, злобно на злобните злоби. Не разбирам, господице. Ништо ти не разбираш. Ајде, зборувај што сакаш. Господице, замислете, страшилото... Што страшилото? Зборувај, бре! Страшилото на един човек му дозволи да земе зелка од нивата. Што? Му дозволи да земе зелка? Да одиме да го пратиме, господице, бидејќи му рече... Доста! Марш од овде! Тие ќе помагале! Марш! Сама ќе се погрижам за ова. Само, што да направам? Ако е вистина тоа страшило што не е страшно, пак ќе го претворам во слама.
odgledam i jaz će ga usrećam. Повече и от неговата вистинска майка. Но вие рековте... Значи не можеш да го изпълниш това, а? Добро, тогаш еве ќе те претворам во куче. Во куче? Да, во куче. Тога ќе треба цел век да лам. Да, точно. Не. Добро, ветува, ќе го направам тоа. Добро, тогаш, кога ветуваш, земај тука целки све и бегај од овде да те нема. Видовте што се случи? Јас навистина морам да внимавам на оваа вештерка. Инаку може да направи уште поголемо зло. Малку ми те се грижува, тоа што го дадо ветувањето на лошата вештерка. Не малко. Нема потреба да содржи такво глупаво ветување. Се прашувам, дали си го право? Имаме многу убаво бебе ако продолжам вака да се хранам. Добро, девојчината. Еве, земи го те забрав. Гледаш, Машу, поминаа 6 недели, а никој не се појави. И вештерката ја нема, безпотребно се плашеше. Не знам, може би имаш право. Чекај, дали слушна? Не, ништо не слушна. Дали слушна? Како некој да тропаше на врата? Не, Дали е може би она проклета вештерка? не, тоа може да биде некој комшија. Одам да проверам. Нема никој, па Си ти не знам дека... Глупаво девојче! Ама ти се молам, немој! Што е сега? Што немој? Ти мене ми вети. Нели ќе ми ја дадеше? Да, ама не. Ајде, молчи! Бега ми се мола! Застани! Немојте да ми ја земете мојата кирка, ми се мола! Застани ти! Дајте ми ја мене! Јас ќе ја одгледам. Реков дека јас ќе ја усреќам. А вие нема зашто да се грижите. А вие сте се уште млади. Можете да имате колку што сакате деца и да ги храните со моите зелки. Затоа што јас ве отстапувам цела моја градина. Нели ти реков дека ти ја земе ќерката заради тие твои зелки? Ама јас не верувам. И навистина, поминале 20 години, а мажот и жената имале уште 3 деца, со кои среќно се живееле. А девојчето пораснало во многу убава девојка, со голема златна коса. Па по неа, вештерката ја нарекла Златокоса. Златокоса живеела сама и не знаела ништо за надворешниот свет, освен дека вештерката и е баба. Таа исто така многу убаво свирела на харфа. Златокоса! А, тоа е сигурно баба. Златокоса, спушти ја косата
prašeme. Dali sam tvoja tjerka, babo? Повторно ли ќе разговараме за ова? Уште овој пат, бабо, но ти се молам да ми раскажеш добро. Добро, ајде, уште овој пат, но немој повеќе да ме прашуваш. Слушам. Зато коса, јас тебе те одвоив од целиот свет, за да те имам само за себе. Но јас не те имам родено. А тогаш која е мојата вистинска мајка? Не знам, не сакам да знам и немој да ме прашуваш. Но тогаш зошто вие сте ме одгледале? Зато коса, јас сакам да имам девојка, онаква каква што само јас можем да одгледам. А нели јас правам се она што ти сакаш и ти е по волја. Да, зато коса, така е. Но ти треба да запомниш, дека така треба и да остане. Да, бабо, но... Не знам што ти е ова но. Но, бабо, сакам да знам. Што? Дали за секој ќе живеам затворена во ова кула? Затворена? Да. А зошто затворена? Ти сигурно овде не се чувствуваш осамено. Еве јас постојано ти доаѓам по посета. Не, бабо, не се чувствам осамена. Недалеку од замокот, покој лошата вештерка имаше затворено златокоса. Поминува од принцот од соседното царство. Тој кога се заморувал, седнувал на пољаната и ја слушал прекрасната мелодија, која не знам од каде доаѓа. Се така, дојде ден кога решил да откри од каде доаѓа. И тогаш колку убава музика, се прашувам, каде ми доаѓа? Кој свири така? Многу би сакал да се запознам со тој што свири, но како? Добро, доволно е за коса. Ајде сега спушти ја косава, јас да се симнам. Веднаш бабо. Добро е, ајде сега крени ја косата горе. Но што е ова сега? Сакам да влезам натре, ама овде нема никаква врата. Да проверам и од другата страна. Не, и овде нема врата. Што да правам сега? Ах, да, се сетив. Ке се послужам со зборовите од вештеката. Златокоса, Златокоса, спушти ја косата долу. Ах, тоа е сигурно баба ми. Заборавила нешто па се враќа назад. Ова, навистина, е многу убава златна коса, но сепак, ништо не разбирам. А да се качам горе и там ќе добрам одговор за се. Но што е ова? Човек. И тоа машко. Многу се молам, немојте да се плашите, владарајо. Но чекајте, застанете, кој сте вие? Ох, да, чест ми е. Јас сум принц во ова земја. Принц, Да, но јас ништо не разбирам. еве веќе неколку дена, како ја слушам вашата музика, од вашата хака. И морам да признам, дека толку убава музика никогаш не сум слушнал досега. И што потоа? Потоа бара брата, за да влезам, но нема. И? И ја видам старицата, како се качува и слегува по својата коса. Знам дека тоа не беше добро што ја шпионирам, затоа те молам прости. Јас сум многу изненадена, бидејќи ова ми е прв пат да видам машко. И тоа во моја близина. Прв пат гледаш Машко, како тоа? Добро, тогаш кажи, моја си ти? Јас за мене не знам
ден кајда, а јас сам него ќе направам скала за пречување следување. Па кога ќе завршам, јас ќе слезам и заедно ќе одиме во твојот дворец. Нему сега да мислиш на тоа, бидејќи овде има добра скривица. Значи, така ќе побегнеме, а мојата баба нема да знае како успеавме во тоа. Леле, ако ме фати, сигурна сум дека ќе се случи нешто страшно. Јас да ја спуштам косата. О, не, па погледни, надвор е потполна темнина. Дали ќе може денес да преноќам, а утре рано зутрина, веднаш ќе заминам. Па, кога нема друго решение, можеш да преноќиш, но таму. Да. И пред да пристигне баба ми, ти мораш да си одиш. Да, се разбира. Пред да пристигне баба ми. О, не, утре, сега земју. Ако не побрзаш, баба ми ќе пристигне пред да си одиш. Да, еве брзам, ти ајде, пушке, а за да веднаш. А така, значи, а? Златокоса! Златокоса! Спушти ја косата долу! Веднаш, бабо, веднаш. О, бабичке, ти веќе пристигна. Златокоса, пристигнав. Само да те прашам нешто. Кој беше оној што го видов? А? А тоа, бабо, тоа беше еден трговец и намина. Да, трговец. Што мислиш ти, јас сум глупава, а? Ова повеќе нема да ти треба. Но, бабо, зошто го направи тоа? Ти непослушно девојче, бегај од овде! Бабо, ти се молам. Реков молчи и бегај од овде! Стража, погрижете се за неа! И сега што? Што направам за ова?
pomidane na tvoj? Princu? Princu? Da, ja sam Princu, no dalje si ti moja slobodna. Ja sam princu moj. Znači, da istina glasi ti na kraj sjepak te najdu. Nikogaš ne izgubim nadežde kad ti te najdam. Postojano mislev na tebe. No, princu, ti ne gledaš. Kako? Kako se sluči to? Da, ne gledam. Ujde, koga te nemaše, ja se kačim po kulata. A da šteka te duga, razpam na muškite su trnje. No, mamo, zašto plačeš ako što pređe se radi? Plaćam, nekako pronajdam ona što pre mnogo godini pripав izgubeno. Dobro, mamo, veliko da plačeš. Ne, ne prestanuvaj, plači, tvorte sluzi, pomija moje donice. Plaćam, princu moj. A treba li jaz da plačem? Ne, nema potreba. A sestra mi nismo dokusa, vidjeti ja počela da gledam mjekice sa tvojte suzi. Osla dokusa, posle toliko godini povidu tvoj prekrasni lik. A mamo, сега кажи ми, кой е обачичко? Не мила моя, овој човек не ти е чичко. Овој човек ти е татко. Татко. Да, тетко, иди прегрни го свој татко. Ох, татко, любим се. Ох, Герко моя, јас уште повеќе ве сакам. Но сега, не знаеш колку се радувам, а твоето и тешко ми е. Зошто, татко, зошто ти е тежко? Се радувам zato што ме најдов, а тако, бидејќи ти растеше без мене. Но никогаш не е касно, татко. Еве, отсега си живееме заедно. Да, така е. Слакамо се, колку прекрасна ќерка си ми родила. До сега сигурно имам те тежок живот, но од сега ништо нема да ми ме достига, бидејќи заедно ќе одиме во моето царство. Сето тоа убаво, принцу, но... А што значи тоа ново и зошто си толку тажна? Но вистина, мамичке, наместо да се радуваш, ти пакуваш. Зошто, мамо, зошто? Затоа што не знам што стана со моето семејство. И јас никогаш нив не ги имав видено и запознаено. Ох, майке, Какво е најмал проблем, драга? Прво ви ги бараме нив, додека не ги најдеме. А потоа сите заедно ќе одиме во моето царство. Ти благодарам, принцу. Тогаш што чекаме? Ајде да одиме. Но пред да тргнеме, јас треба да ги земам некои работи. Ајде, тогаш ние да ти помогнеме. Жено, покаде јадењето? Еве, Машо, уште малку па готова сум. Вие, деца, ајде, излезете надвор и поиграте. Кога ќе биде готово, ќе ве повикам. Добро, мамо. Ајде, секој посебно ќе си скопаме. Кога не можеме сите три, по-добро е вака. Е, па тогаш да се надпреваруваме и повеќе изгледа. Па тогаш вклучете ме и мене и јас да играм со вас. Не знам зошто и Бранкица сака да се надпреварува, кога знае дека постоја да купи од нас. Овај пат мислам дека ќе ме победа. Ха-ха, па да го видиме тоа чудо од тебе. Добре, да започнеме. Ајде. Но ти играш непоштено. А вистина, непоштено играш. Тогаш не играм. Најдобро беше сите да играме. Да, најдобро, но што можеме кога непоштено игра? Уште еднаш те прашувам, дали сакаш да играш со нас или не? Не, или ви кажав еднаш и престанете да ме прашувате. Но зошто толку се мислиш да ми има некаков проблем? Не, нема никаков проблем. Само не можам да разберам што ми значи мама тоа, што рече дека нејзината ќерка. Ајде, деца, доаѓајте, јадењето е готово. Добро, мамо, еве уште малку ќе дојдеме. Сега, побрзо, кажувај што е тоа што мама го рече. Не можам да разберам што значеше тоа што рече, дека нејзината ќерка. Деца, доаѓајте, ќе ви оват јадењето. Добро,
budem verbata. Kako i dosega i od svega natamo će mi pomagalo se. Da istina, slava da mu je večna, što je poslije prvo to što go nemahne. I izradu vas obje tri. Bi sakala da znam što stana Soneja, kade je, što pravi. Nemoj da plaćeš, da ti čuje me nešto zanima. A stiga slušnosti i vije, a što znači svjetova, nas ne razbira. Ipak to baš ja prašam, Mamo, sada me da te... Devojki, dojdovte, ajde se kupajte da jademe. No, mamo! Poduc vas uprašanjata, prvi da jademe. Princu, pogledni. Možda tako se kadi da to objedna. Pogledni tamo, princu moj. Polubava, prijatna velika. Celo to semejstvo zajedno ruča. Da, na istina, to je prekrasno. Postojano i ja sa onoga da vidim sa moje semejstvo. Zajedno da se raduvame na životot. No, mamo, bili sme сега и ние тројца семејство, па да се радуваме на живот. Si imala sreća što ne pronajde tatko ti. Kad imaš veselo i bezgrižno detstvo. No ja se nemam ta sreća da se raduvam sa mojite roditelji. A kako sad ti se moram, nemoj da plaćeš. Всеки буде bolje. Мамо, Volam džeko. ќе може ли да ги замолим мужкето да ми дадат вода жена? Da, se razbirate kako može. Ajde da pojdemo u kaći. Dobar den, dobar i prijatelji. Добар ден. Добар ден. Povedite što vi treba. Mi na Filodolfa. Voda da mi se potroši. A moja se kaže. Ako sakate da mi dadete čaša voda, Како може да не сакам? Секако дека ќе ви дадеме, а ќе ви напомниме за помак. Ако имате уште за патување. Имаме. Kako ne, treba da odime do prvi od zamor. pa vi ste imali ušte dosta za patuvanje. A kaj koga odite? Kaj ne gobite roditelji. To je livnato carstvo, a moj od naš princ. Ето, повелете седне, да се напием. Да се најадем и да се напиеме, тоа може да. Ne, za jaden imame dovoljno. Može samo voda i odmor. Ajde, mnogo ubavi djeti imate. A koliko deca imate? 3 сме детко. 3. Но еднаш ја слушнав на мајка ми како рече дека нејзината керка. Жено, ајде ако сакаш, додека разговараме, направи една салата од зебра. 100 пати ти имам речено той спор да не го изговараш. No, gospodo, ne moram, smirajte se. Ko je to izbori? Zašto толкова го зребили? А зелка, бе! Доста, ти се молам, немoj. Se molam, smirajte se, ti se molam dosta. Ne možam, uvijek го слушнам, той спор ме фаќа паника. И се присетувам на една случка. Мамо, те молиме, собери сини разкажи ми. Да, мамо, те молиме! Dobro, тогаш ќе ви раскажам. Еве вака, кога се седовме со мојот маж, јас забременив. И тогаш... И кога породив моето бебе, таа проклета вештерка ми го зеде. И од тогаш ништо не знам за неја. A vendre naš divna veštica, veoslik do drvijeta. Čekajte. Sigurno se работи с истата вештерка што мене ме зеде. Па потоа јас успеав да побегнам. Значи, што жено, што значи? Како што? Па вашето бебе што го